Северна Македонија во суштина направи се што се побара од неа, вклучувајќи ја контроверзата со името, смета демократскиот конгресмен Дейвид Прајс, реагирајќи на одлуката на Европската Унија да не и даде на државата датум за пристапни преговори во овој момент. There was this long-standing name dispute with Greece. Постоеше долг проблем со името со Грција. И двете влади, грчката и македонската, имаа потешкоти да го постигнат договорот, но успеа. Сега Северна Македонија е во позиција да стане полноправна членка на демократските семејства и на западноевропските алијанси. Членството во НАТО напредува доста добро, се надевам дека прашањето околу Европската Унија ќе се разрешат брзо и членството ќе се придвижи напред. Тој не сака да го критикува внатрешниот процес на Европската Унија и деталите околу него, но смета дека е важно да се реши брзо. I don't want to see North Macedonia having gone through all this. Не сакам да ја видам Северна Македонија да поминува ни сето ова, да биде суспендирана на некој начин. Според него, државата до овој момент ги одржала заложбите и тоа требало да биде препознаено и охрабрено. Најдобар начин да се направи тоа, вели тој, е да се заокружи НАТО членството и државата да влезе во Европската Унија. And I think the European Union also needs North Macedonia. Мислам дека и на Европската Унија и треба Северна Македонија. Нема да судам за тоа какви критериуми се потребни за да се затвори ова прашање со датумот, но се надевам дека сигурно ќе се реши. Прајс нагласува дека ЕУ и НАТО треба да гледаат на Северна Македонија како на клучна држава во Западен Балкан, чија стабилност е битна за целиот регион. We know very well that Russia has meddled in elections. Многу добро знаеме дека Русија се мешава во избори и во многу други работи на Балканот. Не сакаме конфликти, ниту пак наметнуваме нешто. Ако државата одбере да се сврти кон Русија, тоа е нејзин избор. Сакаме да кажеме дека државата треба да го почитува определувањето на мнозинството, што се покажи на референдумот, а тоа е да биде дел од Западот. Истакна дека поддршката на САД за членството на државата во евроатлантските институции оди назад до државниот секретар Колин Пауел и администрацијата на Буш, која според него особено била фокусирана на македонското прашање. Сегашната поддршка на САД за државата ја потврди Стейт департментот, кој изрази разочарување што Европскиот совет не ги препознал силните напори на државата да ги почне пристапните преговори. Нема друга перспектива за Северна Македонија од европската, порача конгресменот Прајс, најавувајќи дека САД ќе останат да ја поддржуваат државата на овој пат. Милена Ѓоргиевска, Гласот на Америка на македонски јазик, Вашингтон.